Добар ден и од мене. Секогаш кога се пушта нешто ново, за мене представува чест и задоволство да бидам дел од таков настан. Денеска на покана на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, заедно со пратеникот, заедно со местното население, со луѓето кои што се дел од општината, советниците, администрацијата, сме тука во ова населено место да присуствуваме на овој исклучително значаен настан за жителите на ова населено место. Разговаравме и со изведувачот на активностите, како што кажа Александар, како што кажа градоначалникот. Станува збор за целосно македонски производ. И наистина јас ги охрабрувам и останатите општини во Македонија, без разлика дали се градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата што ја предводи ВМРО ДПМН или од другите политички партии, да воедно и да ги подобрат условите за живот на граѓаните, но од друга страна да инсталираат македонски производ кој што е многу поефикасен и многу поевтин, споредено со она кое што е присутно на пазарот, но е увозно и со технологија која што за жал е неколку децении стара. Оваа технологија е нова технологија, може многу едноставен начин да се адаптира и да се проширува и навистина представува еден голем чекор напред за општината, за квалитетот на живот на граѓаните во ова населено место и генерално во целост овозможува да има проширување и развој на ова населено место и во иднина. И покрај потешкотиите со кои што се соочува општина Ѓорче Петров, наследени обврски од минатото, големи долгови, со макотрпна храбра работа на градоначалникот, на луѓето кои што ја поддржуваат неговата работа, се разбира тука, полека но сигурно проектите кои што беа дел од кампањата на локалните избори во 2021 година се реализираат. Како и секаде во Македонија, каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата, знаете, ова влада на Демократската унија за интеграција и СДСМ или СДСМ и ДУИ, како ви е полесно така, сватете го тоа, гледа да прави притисок, да ги кочи, да одзема ингеренции и така натаму. Но добрата вест, ќе повторам, е што за неколку месеци од денес ќе имаме влада предводена од ВМРО ДПМН, која што во еден 4-годишен мандат преку децентрализација на средства од централниот буџет кон општините планира да реализираат помеѓу 20 и 22 милиони евра инвестиции овдека во општина Ѓорче Петров за капитални проекти, градинки, училишта, канализациони системи, ваков тип на системи со пречистителни станици, водоводни системи и така натаму, нешто што представува нови улици, асфалт, нешто што представува потреба на граѓаните овде во општина Ѓорче Петров, но и на секаде во Македонија. Уште еднаш честитам за реализацијата на нови проект, всушност честитам и за реализацијата на многу проекти кои што се направени во овие 2 години, речи се 2 години од страна на општина Ѓорче Петров, имајќи предвид дека долгот кој што беше наследен беше неколку милиони евра. Но и покрај тоа, повторно се реализирано на кое што е ветено. Честитам и продолжувам и понатаму да го реализираме тоа што сме го ветиле на граѓаните за време на кампањата во изборите во 2021 година, а за неколку месеци од денеска со новата влада на ВМРО ДПМН ќе реализираме многу повеќе проекти кои што не беа дел од кампањата, а сепак се потреба на граѓаните во општина Ѓорче Петров. Господине Мицковски, ги споменавте изборите. Вашиот предлог од последно за двојни избори на еден трошок помеѓу двата најголеми верски празници не доби никаков конкретен одговор од страна на властите, но утрово собранискиот спикер Џафери кажа дека согласно законите и уставот би можеле да бидат од 5 до 8 мај. Тие рокови и термини ги спомена за председателски втор круг и парламентарни. Дали за ВМРО ДПМН е ова прифатливо? Дали евентуално размислувате да учествувате во тие работни групи што ги предлага власта, но за сега никој не ги иницира? Дали можеби вашата партија би ги иницирала во собранието? Па видете, ако ВМРО ДПМН ги иницира тие состаноци, тогаш ќе ви се јави Талат Џафери и ќе рече јас сум председател во оваа институција, логично е јас да ги иницирам. Па потоа ќе бидеме напаѓани зошто ние не ги иницираме, а зошто тој не. Затоа ние рековме нека седнат и нека се договорат. Јас имам информација дека денеска ќе имаат работен ручек Ковачевски, Ахмети и Груби. Нека седнат, нека се договорат и нека кажат. Тој и тој ден, во толку и толку часот, работните групи ќе се состанат и ќе зборуваат за иднината, бидејќи овие два процеси се клучни за иднината на
на Македонија. Дали Тала Џафери е тој кој што ќе упати официјална покана? Дали Груби ќе упати официјална покана? Дали Али Ахмети? Или пак ќе му дадат таа чест на Ковачевски? Немаме ние проблем. Рековме, само нека дојде поканата, нека кажат ден, термин, ВМРО ДПМН со работна група ќе присуствува на тие состаноци, бидејќи не е само терминот проблем. Бегаме од суштината. Повторно ние зборуваме за дрвото, а не ја гледаме шумата. Имаме озбилни препораки од ОПСЕ и ОДХР кои што треба да се имплементираат во изборниот законник. А препораките на ОПСЕ и ОДХР се знаете дека 6 месеци пред одржување на избори не треба да се отвара изборен законник. А ние сме веќе помалку од 6 месеци. Ние сме на помалку од 6 месеци. Повторно ќе правиме фаули. Повторно ќе интервенираме. Зошто? Затоа што некој е кукавица, не сака да излезе да се соочи со граѓаните, но мора да излезе. Не може, законите и уставот се такви, мора за неколку месеци од денеска да имаме избори. Еве, бега од дуели, бега од дебати, бега од новинари, бега од предвремени избори. Јас ги разбирам. Тоа е карактер. Да се биде кукавица е карактер. И не треба да се срамат од тоа. Има плаштливи луѓе, кукавици, и тоа е тоа. Тоа е карактер. Не се менува сега на 47-8 години. Но мора ова да го направиме ако навистина се грижиме за интересот на граѓаните и за развојот на Македонија како држава. Ме прашавте дали е 5 или 8 мај. Јас и во мојот говор кажав и ќе повторам. Ете му бел лист хартија, нека седне, нека напише дата. Еве нека напише дата и блиску до тие два големи верски празници, зборам за Рамазан и за Великден. Он нека одлучи, како ќе одлучи, така ќе прифатиме. Само нека одлучи, нека го ослободи општеството. Ако треба да се консултира, еве денеска има ручек со Груби и со Ахмети, нека се консултира, ако треба нив да добие зелено светло, нека бара зелено светло. Како тие ќе одлучат, ние така ќе се адаптираме. Само нека одлучат, глупаво би било да имаме одвоени избори, да ги трошиме парите од граѓаните десетици милиони евра, кои што ги немаме. И навистина би било згрозувачки ако некој размислува во таа насока. Еве, секоја чест навистина успеа, нема да бидат предвремени изборите, еве или 5 или 8 мај ќе бидат редовни. Еве, секоја чест навистина успеа. Тоа што кажа Мачо беа и еве така ќе биде. Само нека биде. Само нека биде да ја договориме датата за да ги ослободиме граѓаните од дополнителен притисок, затоа што навистина Македонија треба да оди напред. Немаме ние намера да се занимаваме со психолошките профили на македонските политичари од владата. Само што едно подпрашање. Министерот Османи пак од друга страна предвадена спомена на друга опција, ве повика да гласате прво за уставни измени, па ќе ви ослободат како што велат вие да одлучите за датум за избори. Ваш коментар и само околу посетата на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен во недела веќе официјализирано е. Дали може би се предвидени средби со неа, дали го чувствувате како свој виден притисок да гласате за уставните измени? И во насока нова, зошто се отвара тема која што вие велите дека ја затворивте, така неколку пати имате кажано оваа тема е за нас затворена. Па темата е затворена, но сега кога добивате прашања, ако не доавате одговор на тие прашања, ќе треба да личите на овие кукавици од влада. Би било наивно на наша страна да не дадеме одговор, затоа што јас сум прв поборник на тоа дека мора да сме транспарентни. Па дури и тогаш кога некоја тема е затворена, ако некој повторно се обидува да ја отвори таа тема, ние да го дадеме истиот одговор што сме го давале веќе 16 месеци. А тоа е дека нема да има уставни измени под овие услови. Нема да има уставни измени под овие услови, затоа што овие услови се понижувачки, антимакедонски, не нудат развој, не нудат напредок и цениме дека тоа што го потпиша пред се Бујар, Османи и Ковачевски, значеше да добијат уште некој месец во својата политичка кариера. Еве успеа, добија уште година и половина. Тие што им веруваа дека можат да испорачат, сваќаат сега дека не можат да испорачат. Владата превзема ингеренции кои што не и припаѓаат. Таа ги превзема ингеренциите на парламентот. Утре може да донесе заклучок владата да го избрише постоењето на општина Ѓорче Петров, да речем. И сега ние треба тоа да го почитуваме. Секакви они можат заклучоци да си носат, ние не можеме такви заклучоци на луѓе кои што се политички аналфабети и кукавици да почитуваме. Затоа, мојот совет е таа тема навистина да ја затвориме, да се посветиме на реалниве теми. Криминалци се убиваат по трговски центри сред бел ден,
Главен заштитник на тие криминалци е и коалиционен партнер на нив е врхушката во Министерството за внатрешни работи. Се уште децата немаат учебници во училиштата. Здравството го тресе историски, епски најголемиот скандал онкологија, се шверцувале лекови кои што требале да бидат наменети за луѓето кои што се борат за живот, заработувале на смртта на луѓето и можам да ви редам уште многу примери. Тоа е она што го интересира македонскиот народ. Ова што нив ги интересира, не го интересира македонскиот народ и одговорот за тоа ќе го добијат на избори. Ме прашавте дали има барање за состанок кај мене, секој добронамерник е добре дојден. Секој кој што сака да разговара, јас ќе разговарам. Имаме ние многу теми кои што за нас се многу поважни од темата уставни измени и вклучително темата уставни измени. Ние нашите аргументи сме ги кажале, многу пати доаѓале во овие 16 месеци и многу пати по телефон сме разговарале, стотици пати со големи светски дипломати, не сме слушнали од другата страна аргумент кој што нас може да ни даде една комотна ситуација, комфортна и да речеме, да, сега не убедивте. Секоја чест, еве рака. Напротив, многу пати на тие состаноци и во тие телефонски разговори, ние со нашите аргументи сме ги разубедувале соговорниците, бидејќи добивале претходно лажни информации од страна на луѓето во владата, меѓу кои е и овој кој што го споменавте, Бујар Османи. Јас ги разбирам, под притисок се, очени се, гледаат како доаѓа крајот на нивната политичка кариера, свесни се за тоа што го праве овие 6 години, свесни се дека со нас и со мене лично нема договор и трговија за политичка амнестија, свесни се дека ќе одговараат многу скоро и сега исплашени, очени, ќе кажуваат се во јавноста, но тоа нема, жалам за нивна голема жал, тоа нема да се случи. Имате средба со фон дер Лајен за Сега за сега нема таква. Го споменавте скандалот со онкологија, па во контекст на тоа, како ќе оцените работата на комисијата, на анкетната комисија за онкологија во Собранието и како ги цените сознанијата кои што излегуваат во јавност преку анкетната комисија? Па од тоа што сум информиран, работата би требало некаде да кулминира кон крајот на следната недела, во петок. Од тоа што сум информиран од пратеничката Рашова Мизрахи. Имавме утрово разговор подолг на таа тема. Од она што можам накратко да заклучам е дека одговорните требало да знаат што се случува, а не знаеле. Пациентите требало да добијат соодветна терапија, не ја добиле. Некој ги прекршил законите и овластувањата. Некој правил криминал на сметка на смртта на луѓето. Тоа кое што требало МВР да го истражи изминативе години, а овој скандал почнува од 2019 година, не само што не го истражило, туку се обидува и да го заташка. Некој свесно или несвесно системот за контрола го прекинал и мониторинг и така натаму и така натаму. Има многу непрецизности, недоследности, многу основани сомневања за криминал, многу основани сомневања за прекршени овластувања. Ценам дека резултатот од сето ова ќе биде навистина поразителен, нечовечки, нехуман и ако оваа влада не се зафати со озбилна одговорност, тогаш јас ви ветувам дека следната влада на ВМРО-ДПМН ќе спроведе темелна, бидејќи сега веќе имаме сериозни индици и докази за тоа што се случувало, темелна истрага и тука мора да има одговорност прво од човечки аспект, не од политички. Од човечки аспект за да ова не се продолжи, а потоа и политички. Господин Мицковски, повторно имаше престрелка во главниот град, овој пат во најфреквентниот трговски центар. Како би му реплицирале на министерот Спасовски кој што вели дека Скопје е безбеден град? Па човекот, ако се земе оној период кога беше во техничката влада во 2016-та, рече си 8 години министер за внатрешни работи, со исклучок на неколку месеци кога беше технички премиер и кога тогаш ја обструираше работата на тогашниот технички министер за внатрешни работи преку тогашната заменичка, сега министер за одбрана Славјанка Петровска. Срамота е што после 8 години тој истиот на очиглед на сите излегува во јавноста со позиција која што е смешна и трагична. Тие што требаше да бидат под земје и тие што требаше да бидат гонети и да одговараат за криминалот се сега над земја. И јас мислам дека овој човек треба да биде озбилно загрижен,
по промената на владата во Македонија, затоа што има многу информации кои што доаѓаат и многу индици кои што доаѓаат до нас за тесна соработка помеѓу врвот на Министерството за внатрешни работи со овие криминални групи. Без разлика дали едната криминална група носи име на едно населено место недалеку од овде, или другата криминална група носи име на населено место малку подалеку од овде, но повторно во околината на Скопје. И има индиции дека заедно многу озбилно ортачки работеле во изминативе 6 години од како се влада, а малку подолг период од како овој е министер за внатрешни работи. И мислам дека е исплашен. И загрижен. И затоа се обидува сега, предпоставувам, да се наметне како председателски кандидат, па сега и таму гледаме како со Пендаровски се надпреваруваат кој повеќе ќе му се додвори на Артан Груби, на Али Ахмети и на овие криминални групи, но после изборите овие што треба да бидат подземја ќе бидат озбилно гонети, но и овие кои што биле нивни коалициони партнери, а дел од врхушката на МВР, Министерството за внатрешни работи, ќе одговарат. Има многу за истрага и многу за одговорност уште од првиот ден, кога ќе биде формирана новата влада. Имаме и формирано тим, да бидам попрецизен, неколку тимови кои што само со тоа ќе се занимаваат. Што се случувало овие 6 години, затоа што граѓаните мора да знаат вистината како беа крадени, како беа плячкани, како беа понижувани изминативе 6 години. И без разлика што имаме колбојска измена со злоупотреба на европско знаме на кривичниот законник, има многу начини како овие лица да одговарат. Ви благодарам.